Започнуваме со саботното издание на регионалните вести. Локалните жители не ги пропуштија камионите на Тетовското комунално предпријатие кон Русино, со образложение дека не биле испочитувани точките од договорот за создавање минимални услови за депонирање на сметот. Велат дека блокадите ќе продолжат додека не се исполни ветеното. Граѓаните не дозволија транспорт на сметот во Русино, го блокираа патот и не пропуштаа камиони до депонијата, откако што велат Тетовското комунално предпријатие не го испочитувало она што било договорено во вторникот. Од местната заедница на селото Долна Бањица потенцираат дека ќе продолжат со блокада се додека не се исполнат точките од договорот меѓу Советот на Полошкиот регион и местните заедници, за да се создадат минимални услови за депонирање на ѓубрето. И ние што го имавме договорот со регионалната депонија со тетовчаните, тие 3 пати го прекршуваа договорот и ние додека се придржаваат на договорот и да седат сите точки што треба таму, нема да дозволуваме да депонираат депонија, така што ќе бидеме стално тука и ќе ги вратаме назад. Тие уште вчера сабајле не замолија нас ние да ги пуштиме, ние се согласивме, меѓутоа тие треба во 1 саат да доаѓаат, тие уште во 8 саат донесоа камиони. Уште од првата точка прекршија, кој требаше прво да го средат депонијата таму да има услови за депонирање на таа смет. Тие не го направија тоа, само има чистено дел од патот, кој не е ни патот завршено таму да се чисти, што има тие фрлено по патот, депонирано сметот, така што ние и понатаму нема да допуштаме дури да се почитува договор. Според договорот, локалните жители требаше да ја прекинат блокадата на Русино во четвртокот по полнок. До тогаш беше рокот јавните комунални предпријатија и компаниите ангажирани за превоз на отпад да работат интензивно на расчистување на патот до депонијата и создавање на минимални услови за превоз и одлагање на комуналниот отпад. Беше утврдено транспортот преку лето да се врши од полнок до 6 часот наутро, а преку зима од 22 до 6 часот. Планот пак за управување со отпад треба да заврши кон крајот на јануари 2017 година. Во однос на барањето за отпадните води кои произлегуваат од депонијата, регионот презеде обврска да побара помош од државата да се изнајдат средства, со оглед на тоа дека се работи за зафат со поголеми трошоци. Целосно заврши реконструкцијата на далноводот Скопје-Тетово. Завршувањето на овој проект со свеченост се одбележа во трафостаницата Југохром во Јегуновце. Свечено беше пуштен во употреба далноводот Скопје-Тетово, кој се реконструираше за прв пат по 60 години од изградбата. Директорот на МЕПСО Синиша Спасов во разговор со председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски истакна дека повеќекратно се обезбедува стабилноста на електричниот напон до населението. Имаше многу паѓање на системот, електричниот систем во Тетовскиот регион, Полошкиот. Така е. Значи, последен таков е бележен во 2008 година, 2009 година, кога паднаа 3 столба. Тоа се столбови бетонски, кои што се градени пред 60 години и кои што се многу подложни заради својата старост на едноставно рушење и на атмосферските влијанија. Заради такви причини Тетовскиот регион не испаѓаше. Имавме испад од подолго од 24 часа во таа и тоа баш беше на некоја ладна зима. Сега веќе тоа не може да се случува. Енергетско поврзување со Албанија е следен предизвик на државниот преносен оператор МЕПСО. Кон Албанија скоро ќе почне како што чув сега одговорот. Очекуваме крајот на следната година да се почне со објавување на тендерска постапка за градба на тој далековод. 400 со 110. 400 е далеководот и трафостаницата во Охрите е трансформација од 400 на 110. И тоа ќе биде едно сериозно поврзување, електрично поврзување со Албанија. Тоа поврзување со Албанија ќе овозможи развој и на пазарот на електрична енергија од една страна, но ќе овозможи сигурност во снабдувањето на целиот југозападен регион на Република Македонија. Во регионот на Јегуновце од посебна важност е превенцијата од поплави со регулација на коритото на реката Вардар. Регулација на речното корито на река Вардар. Тоа е благодарност до вас, нели и на седница на влада тоа го инициирав. Проектот го гради Градежен факултет. Сега во септември треба да го прави, значи треба да го заврши до крај на септември. За оваа година во буџетот има предвидено 100 милиони денари, тоа е негде 1,5 милиони или повеќе 1,6. Барем да се избере изведувач
за да се отпочне постапката, се работи за 7 километри, а ова е отприлike 1/4 што би се изработило. Значи за еден период од 4 години, ако би го завршиле, би било за нас многу битна работа за граѓаните. Поплави имаше многу. Започнува поставувањето на филтри на фабриката Југохром, со што се очекува намалување на загадувањето на воздухот во Тетовско. Во почетокот на јулија добивме од Министерството на транспорт и врски дозволата конечна за изградба на комплетниот систем за отпрашување, така да сега веќе интензивно започнуваме и се надевам дека до веќе почетокот на идната година ќе биде готов првиот погон, значи погонот број 2 кој што ќе го содржи системот комплетно за отпрашување за печките број 7 и 8 кој што се во принцип 70 некаде околу 65% од скупниот капацитет на фабриката. А остатокот потоа веројатно да, одиме етапно, да. Потоа до крајот на 2017 се надам дека комплетно ќе биде завршен целиот систем за отпрашување. Државата вложи над 4 милиони евра за изградба на нови столбови систем за пренос на електрична енергија на далноводот Скопје-Тетово. Во најновиот број на неделникот Фокус под наслов "Братучедот Најулевски ќе избира меѓу американците и бизнис пријателите на Мијалков" се анализира набавката на воени возила за армијата на Република Македонија. Телевизија КИС пренесува дел од текстот, чиј автор е Љубиша Арсиć, а воедно се оградуваме од содржината на написот. Неделниот весник Фокус минатата недела објави дека на владата на затворена седница и тоа веднаш по заминувањето на СДСМ во изборна, политички, кризна и економски растроена година донела одлука за набавка на оклопни транспортери. Договорите ќе се потпишат годинава, опремата ќе пристига во наредните неколку години, а ќе платат граѓаните во наредната деценија до 2026 година. На таен тендер Министерството за одбрана сака да купи оклопни возила за Арама, ни повеќе ни помалку туку 86. Во првата фаза ќе се купат 23. Тендерот според извори на Фокус од Министерството завршува за 10 дена, а потоа ќе следува одлуката која компанија ќе биде избрана. А одлуката, верувале или не, ќе донесе тендерска комисија предводена од Петре Велковски, шефот на кабинетот Најулевски, инаку негов братучет. За да биде успешен бизнисот, искуството покажува дека е неопходно да се вклучат роднините, и тоа од потесниот круг. Името на Велковски во Фокус го спомена кога објавија текст, како Министерството за одбрана им се одмаздува на старешините кои излегуваа на протестите на граѓанската шарена револуција, односно како тие страдаат, а таквите како Велковски кои се фотографираат на партиски митинзи на ВМРО ДПМНЕ се наградуваат, ако со ништо друго барем со позицијата председател на тендерска комисија. Освен Велковски, како што пренесуваат изворите на Фокус од Министерството, во комисијата членува и еден помлад мајор, како и представник од албанската заедница. Не е тешко да се предпостави дека е кадер на партнерската партија на власт, но нејасно е како во комисијата нема ниту еден техничар, инженер за воена техника. Може би и да не постои пример во светот, кога се купува сериозно вооружување во комисијата да не биде вклучен техничар, човек што ги знае техничките перформанси на опремата што ќе се набавува. Затоа што станува збор за неверојатна сума тешко издржлива за македонската финансиска реалност, Фокус зборуваше со воени аналитичари, од кои инсистиравме да го прочитаат тендерот на Министерството за одбрана, кој ние го имаме и кој има 10 страници, од кои поголем дел се правни толкувања. За споредба, последниот тендер во Словенија за набавка на опрема имал 250 страници, а сериозните држави како НАТО членките, кога купуваат оружје, објавуваат тендери на по 1000 страници, со спецификација до секое шрафче. Токму тоа ни го отвори првиот сомнеш како може тендер за оклопни транспортери вредни 250 милиони евра да биде напишан на 10 страници, се вели во текстот на неделниот весник Фокус. Извори од Арама за Фокус открија оти во една од трите понуди. Во американската имало идеја да се понудат дел нови, но дел и половни транспортери, стари по неколку години кои претходно биле во собственост на данската армија. Оттаму предлогот на нашите соговорници дека тие возила може да се ремонтираат, исто така во Македонија, но и да се сервисираат. Никој денес не купува воено возило за пари, објави Фокус.
Во минатиот број на Фокус објавија дека во игра за набавка на оклопните транспортери е фирмата Екскалибур Арми од Чешка. Тоа е приватна фирма која најчесто произведува опрема за чешката армија и која има минимален број на произведени оклопни возила, само 50. Оваа фирма наводно нема искуство со долгорочно сервисирање и партнерство со вооружени сили. Сега ќе дополниме дека сопственик на фирмата е Јорослав Стрнат, тајкун, еден од финансиски највлијателните бизнисмени во Прага. Под капата на оваа фирма делува Real Trade, компанијата која ја купи фабриката за оружје Сувенир во Самоков кај Македонски Брод. Тогаш во 2010 година медиумите објавија дека фирмата е купена за само 1 милион евра. После неколку години, Сувенир започна со производство на муниција, Оти Стрнат има обезбедено пазар. Значи тој веќе има искуство во Македонија, а релација одржува со екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, барем така зборувал самиот. Третата заинтересирана страна, како што објави Фокус, е составена од две фирми, Росоман од Полска и Ѓуро Ѓаковиќ од Хрватска, кои имаат лиценца за оклопно возило Патрија од Финска. Овие две компании нудат возила монтирани во Хрватска и во Полска. Хрватската фирма има произведено 120 оклопни возила, од кои 30 им останале како последица на неможноста да ги откупи хрватската армија, а полската фирма исто така има резерва од овие оклопни возила затоа што тамошната војска престанала да ги откупува. Иако изворите на Фокус не ни откриваат конекцијата на оваа корпорација со власта, сепак и овој конзорциум како и чешката фирма се наметнувале наводно пред американците, се вели во текстот на Фокус. Ако Јолевски преку роднината Велковски избере некоја од овие две фирми, тогаш ризикува изолација на Арама, оти при евентуален дефект некаде во мисија многу тешко изводливо ќе биде чесите, хрватите и пољаците да понудат ефикасна и брза помош. Неизвестно е и како ќе се набавуваат резервните делови, односно ако Македонија тоа го прави индивидуално, ќе ја чини ѓавол и пол. Настрана што не се предвидени пари од буџетот за сервисирање и за поправки. Значи, ако Арама купи чешко или хрватско-полско оклопно возило, тогаш многу поскапо ќе ја чини одржувањето, со ризик возилата за неколку години да пропаднат, како хеликоптерите или хермелините. Веќе е познато дека власта сака договорите за возилата да ги подпише пред избори, за да почне испораката, а малку се грижи за тоа што им остава огромен долг на наредните влади и на граѓаните. Оти транспортерите ќе се плаќаат до 2026 година. Многумина типуваат на тајкунот од Чешка и на Патрија, кои реално се во ситуација да понудат пониска цена од американците, но за првите 23 возила, а што понатаму? Се вели во текстот на дневниот весник Фокус. Истече законскиот рок за пријавување на спорните гласачи. Пријавени се само 1/4 од вкупниот број. Останатите ќе имаат дополнителна можност пред изборите. Ноќеска на полноќ истече законскиот рок од 25 дена за пријавување на граѓаните чии што записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно има несовпаѓање на податоците во избирачкиот список. До истекот на рокот до Државната изборна комисија доставени се вкупно 8922 пријави. Од нив 3620 се пријавиле во подрачните оделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на ДИК, додека 5302 лица за пријавување ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на Државната изборна комисија. Во Тетово се пријавиле 574 лица, во Гостивар 464, во Боговиње 162, во Теарце 134, во Брвеница 122, во Желино 109, во Врапчиште 58, во Јегуновце 55 и во Маврово и Ростуша 8 лица. Инаку бе објавени имињата на 39.520 гласачи кои се сметаа за спорни во избирачкиот список.
Пријавувањето на спорните гласачи почна на 26 јули. Ти имаа рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи, а пријавувањето се вршеше електронски преку специјализирана апликација на веб страницата на ДИК или лично во подрачните единици на ДИК и во канцелариите на управата за водење матични книги. Државната изборна комисија во моментов работи на изготвување сеопфатен извештај од овој процес, кој ќе биде усвоен на седницата на ДИК во текот на престојната недела. Лицата кои што не се пријавија до Државната изборна комисија во овој период ќе имаат дополнителна можност да се пријават во текот на јавниот увид во избирачкиот список пред изборите. Во продолжение следи ново издание на анкетата "Граѓаните зборуваат" на телевизија КИС, во која жителите на Тетово имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Па проблеми највише хигиената е. Се гледа, сами гледат. И друго, зелено паркови, нема нигде човек да седне. Нема нигде ќе да седне да се одмори. Да имамо зелено травице, негде паркче, нешто. Што знам, нема нигде, капана до капана сам. Да како што има, например, у Србија надоле има нешто, како да речем, овие, речи ги, месари јаде, ова, она има за зеленчуци, ајвари се прават 300 работи, кај нас нема нешто тоа таќе да видиш. Ништо, само еден пазар е, тоа е друго, нема ништо. Па многу работи има што се гледа само од првото, од паркирање во градов. Било каде, дали па нарочито сега со поставувањето на овие паркинг зони, помалајте места како што сме ние уличиња, секоја вечер скоро до тепање доаѓа од каде што нема каде да ја паркира колата, не са криви луѓето. Негдека треба да паркира. Дали во паркинг зоната, Лирија го отворија. Ние Карче Лирија живиме. Навече да дойдете е, не дај Боже, брза помош, не дај Боже да се запалиме, ќе згоре. Никако не може да се пројде. 2 пати си дојдоа полицијата со пајакот, меѓутоа пајакот не можеше да влезе. Од двете страни паркирани. Како да влезе пајакот? Тоа е една страна. Друго, многу е нечист градов. Чистотата во градов ми е на нула. Греота, ја порано живеев доле на Благоја Тоска, кој се палеше на железничка станица отпадот, а работата ми беше па скроз до железничката станица таму, граните, кај што беше мензата, реа невидена. Истото сега се повторува. Значи, не е решено, јас сум веќе 10 години излезен од работа, уште не е решено, а уште кога требаше да се реши пред да биде ова сега што е, Богу се знае. Треќа работа, водата. Водата ни е уби Боже. Се бора, колку се бора, не лажат, не лажат, пак не знаеме што да правиме. Доаѓа горе, уште претходниот градоначалник се сликуваше со цевките. До тога ќе биде готово, до тога ќе биде готово. Еве, колку години има беше како е нова градоначалничка. И она тоа се сликуваше горе. И уште се слика. Заедно со цела општина. Пак нема ништо. До кога ќе биде вака, еден Господ знае. Има многу работи да се збора, ама сега да не биде многу општирен. Институциите? Зависи за кого. Институцијата, стварно тоа што кажавте сега е многу тешко. Зависи за кого.
Ако имаш тамо некој пријател, ќе завршиш работата. Ако немаш пријател, сестро моја, нема да вршење работата. Или пак партиска книжка. Што е најжалостно. Работување? Во Тетово, кој македонец е вработен, ако отиде во пензија човекот, македонецот зборим, не за малцинство, ако отиде во пензија или почине, кој е запуслен? Ај, кажете. Вие се повише по улица, по установи, гледате како е КИС, да не обавести, не би имале никакви информации што се десува во градот. Едино вие и сега почна Менада, бивша сега, како и вика, не знам. Многу лошо. Значи, децава наши нема каде да се запослат. И затоа ни бегаа во странство. И затоа ние во градов немаме деца, нити пак ќе има деца да се запиша во школа и забадијала ќе биде сите тие професори и професорки што се овде ќе нема работни часови. Ќе нема кому да предава. Ќе нема деца едноставно. За спортски центар веќе да не зборим. Зашто знаем ја, сум бивши ракометар, дај така да се изразни. И судев 18 години ракомет судев. Спортскиот центар ни беше расадник за млади деца, за пред спортскиот центар нас ни беше Партизан, ДТВ Партизан, што го рушија до судот. Зградата, што го рушија направија паркинг плацови тие. Спортски центар имало тенис, имаше ракомет, имаше за кошарка, имаше за одбојка. Одбојкарите тука тренираја од Јуохром, бившо Љуботен и ред други работе. Значи, имало младина, млади луѓе кои што трчаја, кои што станаја деца спортисти и на ниво на Европа може да се каже. А сега не кајство. Што е нешто го мачи нашиот град, а би сакале да го видите на телевизија? Чистота. Нема чистота, нема ништо, не се работа ништо. Тие у администрација ништо не работа. Држава. Сте се соочиле сега скоро со некој проблем? Се е проблем, ево. Се гледа по улица, кај идеш, каде све проблем. Плата земаат, ако не за работа, нека остае некој што треба да работа. Тој ако не иде да работа, нека работа тој што сака да работа. Не се познат со стајго, тако и седи, лега тамо цел ден. Па во Тетово има многу проблеми, пред комунална сфера. И тоа таа проблематика него се решава, и тоа многу споро. Многу споро. Дори соодветни лица кои што треба да решат тој проблем, нагласуваа дека по објективни причини, законски и така натаму, меѓу кои проблеми што е со депонијата во Русино. Меѓутоа таа работа може да се реши. Јас пред 20-30 години ги имам решено, биќе работев во Автопрогрес, технички и технолошки соодветни возила што им набавил, кои што треба да се набава поново, те ги свалија тие возила, кои што има више преспетано треба 3 полуприкол со 40 кубика и 2 влекачи и одека на улица да се претовара, не се растовара на причинителна станица доле на, како се вика, депонија. Немаше растовара депонија, него да се растовари во соодветни возила. Техниката направише пред 20-30 години, а не да се претура во депонија. Тоа ги имам решено со помош прешниот директор Богдан Прсти Лазо, како се викаше. Случајно го затеко, има некој техничко решение, они тога сакаат да прават, тоа мината работа, овој проблем се решат технички, технолошки вака сега. И тоа ми че помогаше, исто така и Охрид го направија, купија такви возила, кои што самите возила што прибираа полицијата се растовараа од тие специјални возила и се носе на советни локации. Он може конкретно Дриза, тоа беше Дриза, јас лично идев во Дриза да снимам теренот, какви ќе бидат технички, технолошки возила ќе одговара и така натаму. Тоа е основно прашање кој што треба да реши. Други проблеми во Тетово?
Други проблеми? Паркирање, например. Паркирање. Мислите ли дека зонското паркирање го реши проблемот или пак уште толку... Ова зонско паркирање прв пат има видено во 15-20 години во Ниш. Да, сличен случај исто и така натаму. Проблем е што има многу возила во Тетово, а и многу возила доаѓа од страна. Мислам, од села и така натаму. Бидејќи е концентрисан, Тетово стана административен центар и од селава доаѓа сите управа за приходи што и тие прават они принудни се да доаѓаат. Веќе случајно се не под општина, тука нема каде се фаќа, сите доаѓаат луѓе, носа документи и така натаму. Може би треба да се размисли да се дислоцираат дел од тие институции државни на периферија, да нема толку голема гужва на периферија да се дислоцира, каде што комуницира со многу со странка, поготово странка кои што доаѓа од ево селава, така да кажеме, така натаму. Мислам едно како решение, како мој предлог. Да се растерети централното градско подрачје. И ова се што ја гледаш. Наплаќан за струја. Имаше пункт уште еден горе, Тетово колку општина, 100 сколку има и така натаму. Имаше горе и овде кога направиле таму со 2 пункта. Ова случајно го има видено вака сообраќајна во Шпанија на точна железничкава станица, така сообраќајна културна, ама бијани да седнеш да чекаш полас. Екологијата право. Градот ни е многу прљав. Мислим да овој градоначелник е најлош до сега по моје. Имам замерка многу голема што планините се сечат. Нагло се сечат планините, што е личен сведок да овие планини јаки што живим ваму. Тоа е све исечено. Нема ништо. Сега викам в катастар мој, у мој имот плегле. Лично да се сеча. Без која дозвола, без никаква дозвола, меѓу 2 подписа, меѓу тендер е продаден црковен имот. Црковен имот, пазите, негде 200 кубика дрва. За каде зборувате? Тоа за село Светоле зборувам. И друго нема што да ви кажем. Разошаран сум. Нема кај да се жалиш. И на суд идеш, суд не работа. Од мене тоа. Со какви проблеми се соочувате кога се обраќате на надлежните институции? Па мислим дека слепо гледаа. Ја мислим дека слепо гледаа. Сем се обратил од полиција, у ТРС полиција сем се обратил. Ми треба тоа, ми треба имотен лист, тоа дојде имотен лист, отишло. И секло. Тоа е. Инако градот како град, мислим да најпрлав град сега ние моментално овдека Тетово. Исто паркинзи нема, доволно паркинзи нема. Најчесто за проблемите во градот, посебно за паркирањето, што прави хаос во градот, потоа е другата инфраструктура, како најболно прашање тоа е водата. Нема доволно вода и тоа е постојано неколку години прати постојано. Тие се моментално најбитните проблеми за нашиот град и нашите граѓани воопште. Турскиот парламент го одобри договорот за помирување со кој треба да се нормализираат односите со Израел. Со ова се отвара пат за двете земји да ги обноват дипломатските односи. Парламентот денеска гласаше за одобрување на договорот. Ратификацијата се очекуваше минатиот месец, но беше одложена по неуспешниот обид за пуч кој се случи во Турција на 15 јули. Односите меѓу двете земји кои порано беа блиски сојузници се влошија пред 6 години по нападот на турскиот брод, дел од флотата која носеше помош за појасот Газа. При нападот од страна на израелските сили загинаа 10 турски активисти. По нападот Анкара го протера израелскиот амбасадор и ја замрзна воената соработка со Израел. Израел сега има 25 работни дена да им плати $20 милиони оштета на жртвите. Со договорот исто така и се овозможува на Турција да доставува хуманитарна помош за палестинците.
Властите во Унгарија добиле барања од западните држави за враќање назад на околу 20.000 мигранти кои не добиле право на азил. Унгарија од своја страна ќе ги врати сите овие мигранти во земјите од Западен Балкан. Одделни држави од Западна Европа ја предупредиле Будимпешта дека треба да бидат вратени на Унгарија околу 52.000 мигранти кои нема да добијат азил. Само оваа година се добиени барања за враќање назад во Унгарија на 20.000 луѓе, претежно од Германија, Австрија, Франција и Велика Британија, соопштуваат од Унгарското министерство за внатрешни работи. Лондонското метро за прв пат во 150 годишната историја од вечерва ќе има и ноќни возови, кои ќе сообраќаат во текот на ноќта во петок и во сабота. Според аналитичарите, градската економија од ноќните возови ќе инкасира 77 милиони фунти годишно, а до 2029-та ќе бидат отворени десетици илјади нови работни места. Ноќните услуги на лондонското метро ќе почнат со 2 линии. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Утринските температури се движеа од 16 до 19, а дневните од 20 до 29 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне се услови за појава на краткотраен дожд во планинските подрачја. Утринските температури ќе се движат од 16 до 19, а дневните од 21 до 30 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Тука го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Ви посакуваме пријатен викенд. Пријатно.